Здраво! Ова е Bike X75. Кинез кој што има стварно многу богата опрема, кинез кој што изгледа убаво, премиум, луксузно, кинез кој што не изгледа на кинез, автомобил кој што има турбомотор со 177 конски сили и цена, она што можеби е најбитното, цена која што прави сериозни проблеми кај европејците и можеби најпрецизно кај германците. Искрено не знам колку од вас знаат, но Bike е една од најстарите кинески автомобилски групации кои што постојат кај нив. И Bike сега од неодамна се представува во Македонија преку премиум бренд, една од групациите кои што многу добро знаеме преку брендовите Kia и Volvo кои што бележат резултати какви што бележат и сите многу добро ги знаеме. И истото тоа го очекуваат и со X75, што е многу возможно бидејќи доаѓа со цена од 37.500 евра, што во конкретно во оваа категорија кај што X75 имаме веќе сериозни кинески брендови модели кои што тука се некаде со цената се надпреваруваат плюс минус, но имаат сите многу добра опрема и некако ги оттурна европјаните од целата таа категорија како тотално небитни од причина што никој од европските брендови не нуди волку опрема, никој не нуди вакви перформанси за таа цена. Инаку она што е интересно за Bike, што не знам колку многу од вас знаат, дека под Bike се многу сериозни европски брендови, гиганти, кои што се во соработка многу долг временски период. Така да станува збор за еден многу сериозен бренд кој што настапува на македонската сцена. И да, тука добивам многу прашања како Кирил, зошто толку многу се внесуваш со кинеските автомобили, зашто толку многу ги браниш? Не ги бранам, туку едноставно сакам да ви кажам дека со вакви автомобили застануваш и се запрашаш, чекај малце, зашто до сега сум плаќал кога тука добивам толку многу работи и сето тоа добро функционира на крајот на денот. Инаку станува збор за возило кое што долго 4,8 метри, широко е 1,80 м и високо е 1,70 м, што значи дека стварно станува збор за едно големо, сериозно возило, но она што мене најмногу ми се допаѓа вака кога го гледам, што е представителен, што изгледа како што кажав премиум, богато, луксузно и најмалку потсетува на кинеско возило. Некако почнавме, бар јас имам таква представа дека европските брендови и модели како да го следат кинескиот пат сега на дизајните, особено со буквите на брендовите да се осветлени и така натаму. Има многу детали кои ќе влезеш малку подлабоко, ќе сватиш дека ствари кинезите веќе не копираат, туку можеби се менува сликата. Но, ајде вака, X75 изгледа многу убаво, ми се допаѓа целава маска која што има вакви исечоци во самата маска напред, нормално ради ладењето, но ми се допаѓа и комбинацијава на црно со бело, бидејќи некако одамна не сум видел бело возило да изгледа вака убаво, луксузно, некако белата боја има убав шмек, убави тркала, лед светла напред и позади што е интересно, нормално со автоматско вклучување на долги светла. Интересно е што дневните светла му се спуштени тука доле, речи се неприметни вака кога ги гледаме кога не се вклучени, а кога се вклучат изгледат па дополнително поубаво бидејќи се осликува целата маска. Фантастично добро ми се допаѓаат овие рачки тука од вратите кои што автоматски влегуваат и излегуваат нормално при отклучување и заклучување на возилото. Да, изгледа нешто луксузно премиум како што го знаеме, не знам како кај Range Rover, но интересен детал. Исто така на задниот дел особено ми се допаѓа 4 FX, но 4 отвори за издувите, кои што може да ги направат реално. Има две цевки лево и десно од издувот, но не се споени таму, но дизајнерски изгледа убаво, реално. Кинезиве кои ќе кажеш богата опрема, мислиш стварно на богата опрема, односно на се што можеш да замислиш, се е ставено. Не се зезат, ова е премиум пакетот и стварно тука не можам да најдам една работа што фали како опрема. Односно, за 37.500 евра добиваш кожен интериер, нормално ова не е вистинска кожа, но убави материјали кои што делува дека ќе траат многу долго без било какво оштетување на седиштата, бидејќи нормално после извесен период секое возило појавува благи траги на кожата. Но тука не изгледат
дека е ефтино, убаво, квалитетно, премиум изгледа. Имат искористено убави материјали на секаде низ возилото, дали на вратите, дали горе. Да, имат искористено и по-цврсти пластики на средниот дел, но не изгледат ефтино и не изгледа како да ќе крцка во после одреден период. Исто така, она што многу ми се допаѓа околу материјалите, што нормално голем број на европски гиганти користат ефтина пластика, веќе повеќе од половината од вратата е со ефтина пластика. Тука Bike имат искористено толку интелигентно решение, што прво меки материјали, да, надоле онаму каде што е тврда пластика, е особено тука на централната конзола, имаме кожа, имаме подоцна една пластика и тука е веќе високо кренат теписонот со тој убав мек материјал, каде што всушност имаш само 2 сантими поцврста пластика кој што е речиси неприметна. И на таков начин се што ќе видиш е убаво, квалитетно. Инаку во поглед на дизајнот изгледа убаво. Не е наметливо нешто со преголеми екрани. Имате 3 екрани, by the way, 3 екрани кои што се супер функционални, практични, немате физички копчиња и можеби тука ќе кажете, ова треба сега да има критика. Не. Нема физичко копче, ама нема да го критикувам како кај некои други негови ривали. Зошто? Бидејќи тука на третиот екран, да, како Range Rover, симната и климата, се што ви е потребно од климата е тука поставено. И вие не треба да заглавите во ова мени горе, туку тука ви се сите функции за климата, исто така за 360 степени на камера, за паркирање, за системи за задржување во лента, за сензори, апсолутно се можете да најдете тука. Дополнително, како богата опрема, како што кажав, има грејење на двете седишта, нормално и ладење, но исто така имате и масажа на двете седишта, со што можете да се одбирате дали сакате да биде, не знам, со waves, односно како бранови, дали сакате како маче да ве гази, или сакате диагонално да ве масира. Имате 3 различни јачини кои што можете да си ги одберете стварно, убаво и удобно и премиум. Би го нагласил тука, бидејќи стварно ваква опрема заслужува само премиум возило. Нормално и панорама, но она што ми се допаѓа околу панорамата, што прво копчињава изгледат убаво, квалитетно, и второ што чувството кај нив е убаво, изненадува. Сега околу практичноста мора да напоменам само дека командиве околу воланот се доста интересни, бидејќи изгледат како тач, но она што е интересно, да, се е тач, но имат и физичко притискање на нив и секое притискање многу убаво реагира напред кај командите. Сега околу двата екрани горе, 12,3 инчен екран е овој од мултимедијалниот систем, кој што има добра интересна графика, нема некој прекомплицирано мени, но искрено ќе ви треба време малце да го навикнете, бидејќи вака првично ќе си кажете, упа, нема нешто премногу функции, но има премногу функции кои што само треба да се навикнеш, да ги најдеш и да ги користиш. Инаку имате поврзување со Apple CarPlay без никаков проблем, додека за Android Auto треба со Mirror апликација која што ја имате и можете да се симнете на телефонот и да го конектирате вашиот телефон. Напред пред возачот има еден убав мал екран, но со богати информации кои што, како што кажав, можете да ги контролирате преку воланот. Тука доле околу практичност има една убава остава за телефонот, ако го најдеме само телефон, и тоа делува вака. Тука измеѓу наслонот за раката и овој брек има 2 остави за шишиња кои што се прилагодуваат лево или десно. Под нив има уште 2 остави за шишиња. Тоа е интересно и кул. Бидејќи кога ќе отвориш целиот наслон, кога ќе окренеш, гледаш дека усари има голема остава со една убава преграда и нормално под оваа остава тука имаме уште, односно под овој брек тука имаме уште една остава кај што имаме бежичен полнач, 2 USB порта. И да, меморија на седишта во 3 различни позиции да си ги меморирате, тоа е супер. И сега да се префрлам позади да видиме колку е стварно голем и практичен. И значи што заборев, дека на сузачкото седиште го имаш оној момент кај што доле на нозете имаш уште една подлога, кај што кажав кај веќе неколку други негови ривали, кој што се крива и можеш буквално се опуштиш да лежиш во седиштето. Инаку тука на заднава клупа простор, луѓе, не мора да ви кажам, можеш само да видиш, гледа го просторов што го имам за нозете, гледа го просторов што го имам за главата. Стварно убаво, комотно и не само за нозе и за глава, туку и вака широко се седи,
што значи кај тројца патници тука многу удобно може да се сместат. Стварно ова многу ми се допаѓа, една голема пофалба за бајк, за X75, ми се допаѓа што можам си ги спуштам и нозете под седиштето. Рачунете дека седиштето напред е во моментов позиционирано според мојата возачка положба, кај мене како што ми треба и немам никакви проблеми, што значи дека и многу повисоки луѓе да седнат и да се наместат уште поназад, ќе има многу добар простор. На средниот дел тука доле имате рамен простор, немате никаков тунел и она што е кул, имате простор за тројцата патници, за простор доле за нозете, не само за тука горе, убаво се сместите. Инаку на таа централна конзола имате USB порт, 12 V приклучок за струја, една остава која што е ниско, скроз доле спуштена, убави седишта се и тука, убави материјали на вратите, како и напред, немате никакво паѓање на квалитетот, наслон за раката со две остави за шишење, Isofix куки кои што се достапни и убаво сокриени, така да убав простор. И нормален убав детал што тука па и напред се пишува Beijing, односно байк, нели, за брендот. Е сега околу багажниот простор, искрено на неколку места се обидов да најдам официјални податоци, кои бидејќи не ги пишува, не знам зашто кај кинезите багажниот простор не е толку нагласен. Оно што можев да го видам дека се движи некаде околу 400 литри багажен капацитет. Добро е што е сосема рамен со ивицата на браникот тука и под оваа даска доле имате резервно тркало, што е супер кул. Ги нема моите омилени куки за качалки, но имате 12 V приклучок за струја и нормално имате оваа завеса која што можете да си ја поставите за да си го сокриете вашиот товар што го имате внатре. Нормално автоматско отварање и затварање на багажната врата. Прво нешто што мора да истакнам е дека многу тилок, има многу добра изолација на врати, на тркала, кај подкрилата, нешто што претходно сум го критикувал, има сериозно добра изолација. Има добри перформанси, 1,5 турбобензинец со 177 конски сили, ова се перформанси кои што ги гледаме горе-доле кај сите кинески брендови, мислам, не е истиот мотор нормално, но станува збор за некои слични перформанси и мора да истакнам дека освен што имаме 177 конски сили што вака на хартија прво звучат многу, второ што има добра потрошувачка за возило од овој габарит, за сериозна конкуренција која што пак ќе кажам исти перформанси слични, има многу подобра потрошувачка од она што до сега сум видел. Погон само на предните тркала, 7 степен дуал клач автоматски менувач и во град во периодов на моето возење стигав потрошувачка од 7,78 литри од прилика да ги заокружиме на 8, тоа е добра бројка, добра потрошувачка. Нормално ако малку повеќе се притиска може да се качи и до 9 литри, но повторно кога ќе споредиме со конкуренцијата е помалку од нив. И друга работа што треба да знаете околу перформансите дека да имаме 177 конски сили, тоа се на хартија многу, но не очекувате нешто страшно брз автомобил, бидејќи на крајот на денот е фамилиарен автомобил и треба да го разграничиме тоа. Дека ги имаме тие перформанси за да немаме мака со одредени моменти на тежина, на угорнина, дека ако сакаме да забрзаме како сега на угорнина, само додавам на газ и повлекува. Нема проблем. Затоа се тие 177 конски сили и 305 ньютон метри, но не очекувате дека ќе биде катапулт. Менувачов работи сосема солидно, би истакнал дека во одредени моменти може да го почувствувате она класично променување на брзините што е препознатливо за дуал клач автоматските менувачи, но тоа ако си перфекционист, ако си еден нормален возач, ако си фамилиарен човек, тие работи речи си да не ги приметуваш искрено. Исто така тука би додал дека и лесно се управува, лесно се маневрира цело возило низ град. Имате 360 степени на камера, да секој агол можеш да го видиш, може да се ротира околу возилото како сакаш, но оно што ми е битно дека како големо габаритно возило јас лесно можам да се пронајдам. Но најбитната работа од се, покрај сите овие перформанси се, е она што како кинеско возило, ова е можеби едно од ретките возила кои што можам да се наместам убаво со возачка позиција, да не сум превисоко, да не ми е воланот превисок или пренизок или превнатре. Едноставно можам да се наместам баш онака како што треба. Нормално, на сето тоа
си ги користам и масажерите, бидејќи како што кажав, грејење, ладење и масажа на двете предни сеишта, едноставно тука возењето е уживанција, бидејќи стварно е удобно и секој оној кој што гледа возило од овој габарит, од оваа цена и сака да се чувствува убаво во неговиот автомобил, стварно ова е една работа која што ја препорачувам многу, од причина што овие ситници значат премногу кај автомобили кои што едноставно ќе се користат буквално секој ден и маста ќе им се вади. Интересно е, мора да дадам еден факт што европјаниве за да се одбранат кажуваат да, ама тука овие финеси треба да се преработат и ние сме навикнати на тоа. Океј, да, се согласувам дека да, има одредени замерки кои што секој пат може да бидат подобри. Но прво и основно е што ова е бренд кој што е од неодамна на европски пазар. Второ, европјаните имаат веќе векови традиции, така да имаат време за учење, но разликата е многу минимална. Разликата е дека ова изгледа како возило кое што европјаните ни го продаваат на нас за над 60.000 евра, а чини 37.500. Да, кинеската конкуренција станува се побитна и побитна и очигледно дека тие ќе го диктираат темпото и тие ќе диктираат многу правила и во самата игра. И веќе гледам дека можеби топ 3, топ 4 модели се всушност кинески. Па тек после доаѓаат европјаниве кај што само тие ни се во моментов се уште репер за одредени работи, а кинезиве полека ги надминуваат сите тие болести, да ги кажам. Дополнително на сето ова мора да истакнам дека стварно системите му се феноменални. Убаво ги имате богата палета на безбедносни системи кои што ја контролирате што тука од воланот, што од самиот екран. Така да имате богата палета кои што се системи кои што убаво функционираат, особено сега со SafeCity системот. Сето тоа многу ни значи бидејќи на крајот на денот системите се тука за тие да ни помогнат на нас и тие треба да функционираат добро. И второ, баш тука се запрашаш, чекај малце, гледај што се добивам, гледај се тоа како функционира, гледај за која цена, зашто до сега сме ги давале парите. Бајк тука јасно тоа го нагласува, да видите зашто ги даваш парите, да видиш што се добиваш и колку ти си битниот. Не е само брендот да го покажеш и да се докажеш, туку ти да се почувствуваш убаво и квалитетно во твоето возило кое што ти ќе го користиш буквално секој ден. Така да, топло ви го препорачувам бајк да го видите, ако гледате возило до овој ранг, од оваа категорија, до оваа цена, да го ставите во своите топ 3, топ 5 модели кои што морате да ги погледнете, да направите разлика, извозете ги сите и ќе видите каде што ви фали и на таков начин ќе откриете што е вашиот совршен автомобил. Отидете во премиум бренд, отидете во салонот на бајк и нормално пишете ми во коментар што мислите вака за ова возило и секако направете subscribe бидејќи ми значи вашата поддршка, а и нормално колку повеќе нема, толку подобри епизоди во оваа нова година ќе има. Така да subscribe, коментар и се гледаме со ново видео. Чао!